Премиерниот настап КМФ Кочани ќе го има в сабота со почеток во 16:30 во спортската сала во Основното училиште Никола Карев против ФИФИ од Пробиштип во рамки на правото коло од втората македонска футсал лига. Финансиската конструкција на клубот не била тешка да се состави затоа што го опфатила обезбедувањето на основните услови, додека членовите на КМФ Кочани клубските бои ќе ги бранат без финансиска надокнада. За финансискиот дел можем да кажам дека се обезбедени за сите играчи е обезбедена неопходна спортска опрема, почнувајќи од дресови, патики, гакици, овие штуцните, штитниците. За спортската сала за трошоците имаме подпишано договор со Основното училиште Никола Карев. А другиот дел, значи за играчите, се е на доброволна основа. Значи нема никакви финансиски надоместоци за играчите, со сите играчи индивидуално разговарано и сите се согласуваат да на доброволна основа настапуваат за клубот. Тренерот Крсте Крсте смета дека Кочани нема да игра само епизодна улога во лигата. Направивме квантитет, од тој квантитет се надеваме да исплива и квалитетот и од надпревар на надпревар да покажуваме се подобри игри, а со тоа се надеваме и на позитивни резултати. Сигурно дека како почетници во оваа лига нити можеме, нити сакаме да предвидуваме пласман на табелата, но се надеваме и ние да бидеме сериозен противник за секој наш противник. Од друга страна, доколку ни се укаже шанса и можност, сигурно дека ќе искористиме и да се замешаме во борбата во првите 4 екипи кои ќе земат учество во плей-оф надпревар и со тоа за највисок пласман. Нормално не се залетуваме и кога би губиле, мислам дека честно и достоинствено тоа би го направиле. Мислењето на Крстев го дели фудбалерот Цветков. Се надпреваруваме да ако можеме да стигнеме до оној плей-оф систем каде што ќе добиеме и плюс 6 надпревари во лигата. Конкретно за надпреварот во сабота екипата се подготвуваше, имаме разработено некој тактички добар план. Се надевам на позитивен резултат уште од прво коло на домашен терен со помош на нашата публика од градот и на се подобри резултати понатака. Се надевам, иако сме новајли, мислам дека имаме квалитет во екипата да достојно да се представиме во нашата лига и да на најдобар можен начин да го представиме и градот Кочани. Членот на управниот одбор на Кочани Владо Андов упати повик до граѓаните за поддршка на клубот. Сите заинтересирани влюбеници во футсал лигата и тоест во малиот фудбал може да дојдат и да ги посетат сите надпревари кои ги се играт на домашен терен. Ја користам уште еднашка приликата, значи од моје име и од управниот одбор на футсал екипата да ги поканиме да дојдат и да ги следат сите утакмици кои ќе се играт во спортската сала во Никола Карев. Поголем дел од играчите веќе имаат ангажман во ФК Осогово, а тоа според клубските челници нема да биде хендикеп, туку предност. И календарот на надпревари дозволува фудбалерите без проблем да настапуваат во двата клуба. Во втората футсал лига настапуваат 8 екипи, освен Кочани и ФИФИ, тука се и Саса Каменица, Алгомак Свети Николе, Цико Стојаково, Хедис Прилеп, Куманово и Гемиджи од Велес. Влезот за надпреварите ќе биде бесплатен.